Добро вечер во уште едно издание на емисијата Триаголник. Она што вечерва ќе го дискутираме е надминување на состојбата со водоснабдувањето во општина Куманово, некој проблем кој што се провлекуваше со години и сега навидум и она што го имаме како чувство е дека е надминат и дека кумановци оваа лето има мирно, а и во последно време може да се каже дека имаат редовно водоснабдување. Тука се двајцата директори на задолжени за водоснабдувањето на подречена општина Куманово, господинот Филип Филиповски, директор на водостопанство Кумановско-Липковско поле. Добро вечер и ви благодарам што се оdzовте на поканата. Добро вечер и вам и на гледачите на К3 телевизија. Морам да ви исправам, АД водостопанство на Република Македонија, подружница Кумановско-Липковско поле. Така, со новите законски измени сега сте поинаку раководени на национално ниво. Так. Од мојата лева страна е господин Горан Стојковски, директор на јавното предпријатие Водовод, и вам благодарам што се оdzовте на поканата. Добро вечер и благодарам за поканата. Веднаш стартуваме со прашање како ја поминавте оваа година во смисла на решавање на проблемите со водоснабдувањето. Имавме една така тешка година во која вие бевте вклучени со расчистување на речни корита. Тука се исто така вклучени. Имавте и новина што сега сте едно заедничко предпријатие на Република Македонија, подружница, вие сте задолжени за североисточниот регион, општините Куманово, Липково и Старо Нагориче. Па, морам да ви признам дека не беше едноставно покрај се што се случуваше во државата од политички аспект, но и хидролошки. Хидрологијата беше поволна, меѓутоа имавме и поплави претходната година, така да се увиде потребата на функционални водостопански предпријатија, затоа и владата формира едно централно управување на тој воден ресурс, со кој централно ќе се управува со витално значајните приоритетни работи од делот на управување на водниот ресурс. Тоа ќе опфаќа од заштита од ерозија на самите акумулации, тоа подразбира и уредување на речните корита, како и економски, рентабилно и ефикасно стопанисување со хидросистемите со кои управува подружница Кумановско-Липковско поле на територија на дејствување, мора да кажеме, на 5 општини, од Крива Паланка до општина Липково, а најдоминантен хидросистем е Липково-Глажња, кој е и најосновен, најзначаен за општина Куманово и за општина Липково се подразбира. Значи, во однос на давање на услуга на дистрибуција на вода, бевме дисциплинирани. Водокорисниците, индивидуални земјоделски водокорисници оваа година во поголем број потпишаа договори што го налага и законот за водостопанство. Имаме континуирана достава на вода до комунално предпријатие Водовод Куманово и до индустриските капацитети што се однесува до хидросистемот Липково и Глажња. Финансиски успешно завршивме година, значи имаме сега наплата на дел на фактурите и на фактурирање на индивидуални земјоделски водокорисници. Тоа ќе се заврши до крајот на годинава, прибирањето на тие пари ќе следи у наредна година. Значи, толку за почеток. За почеток. И вие успешно, мислам дека ја завршите годината, имавте и неодамна извештај на Советот на општина Куманово. Релативно успешно работите со добивка. ЈП Водовод како јавно предпријатие и како правен субјект не е издвоен од општата економска и финансиска ситуација која што е моментално во Куманово и во Република Македонија. Значи, мора да потенцирам дека благодаречи на успешни политики на влада на Република Македонија, моментално имаме околу 500.000 сиромашни луѓе, иста бројка на иселени. Владата напорно, работечки 24/7, успеа да ги задолжи и нашите деца и нашите внуци, иако мора да потенцирам дека имаше инвестиции и владата исто така домаќински работејќи домаќински покажа дека може да има најбогата партија во најсиромашна земја во југоисточна Европа, вложувајќи во сопствен имот близу 60 милиони евра. Без разлика на сето ова, благодарејќи на напорна и предана работа на стручните служби, на домаќините што работат во ЈП Водовод, ние ова година, значи првите 2 квартала ни се успешни, успешен ќе ни биде и третиот квартал и се надевам дека ова ќе биде слика која што ќе овозможи 2 години поред да имаме позитивно салдо. Чисто као податок, сметка за вода во буџет на едно 4-члено семејство е само 2%. Сметка за интернет, мобилен телефон, фиксен телефон е околу 37%.
Сметката која што е 2% од семеен буџет ја плаќаат само 51% од граѓаните. Граѓаните ги определуваат очигледно приоритетите согласно на тоа дали може да им биде исклучена, односно одземена некоја услуга, затоа се плаќа струја пред се и интернет и мобилен телефон, а водата е последна сметка што се плаќа, често се прескокнува и на крај имаме ситуации со опомени, со тужби и не е проблем, наоѓаме можност за спогодување со граѓаните, но нередовно плаќање на сметки ја оттежнува работата на ЈП Водовод која што мора да биде во функција на самите граѓани. Така. Имате ли нешто да дадете вака за работењето на водовод и на водостопанство во услови како што ги опиша господин Стојковски? Јас мислев дека фокус на оваа емисија ќе биде работењето на овие две предпријатија. Ние сме одговорни лица у овие две предпријатија и работиме согласно позитивни законски регулативи. Би сакал да се задржиме на она каде што имаме ингеренции, права и обврски, каде што треба да ги кажеме состојбите како одговорни лица за тие две предпријатија, за другите работи, за политиката, за климата која се создава во Република Македонија. Мислам дека не е место сега во оваа емисија да разговараме и не е наша одговорност доколку не повикате во друга. Не, ова беше емисија конкретно наменета за работата на двете предпријатија. Така. Јас би кажал дека како водостопанство оваа година имаме покачување на наплата од индивидуални земјоделски водокорисници, 10% повеќе пари собравме оваа година, така да мерките кои инсистиравме да се донесат и беа донесени од страна на влада и од страна и вметнати во програмите, а тоа е условување на земјоделците во делот на субвенционирањето, дадоа со плод. Користевме малку и непопуларна мерка на оние најнередовните плаќачи, моравме да ги дадеме на извршување, затоа што тоа е самите побарувања застаруваат и законот нас како одговорни лица не обврзува да ние работиме согласно тие постојани закони. Во делот на обврските кои ги има комуналното предпријатие, тие се огромни кон нас, значи износите се големи, некаде околу 1.700.000 евра се долгови кои ги има и во сметководството, во водовод Куманово и во водостопанство. Водостопанство не може ништо друго да направи, само да ги следи постојните законски регулативи и методологии по кои му даваат можност за работа. Така, значи ќе се задржиме на оваа емисија во она што вие го менаџирате, мислам и двајцата директори, вие во вашето предпријатие. Рече господинот Филиповски, 1.700.000 денари сте должни кон нив. Евра, се извинувам, евра. Значи, ова е долг кој што е направен врз основа на еднострана незаконска одлука на претходното предпријатие Кумановско-Липковско поле со фактурирање према ЈП Водовод Куманово. Еве, чисто за информација, ова веќе неколку пати е кажано, ќе мора повторно да го потенцираме. Значи, од 2,2 денари цена по кубик вода 2006 година, моментална цена која што ја плаќаме ние како водовод и граѓани на Куманово према водостопанство Кумановско-Липковско поле е 6,7 денари по кубик вода. Никаде во Македонија не се плаќа ваква цена на вода. За ваша информација, Скопје има 0 денари за вода што ја добива од Рашче, Велес плаќа 3,5 денари по кубик вода што ја добива од хидромелиоративниот систем, Битола 2,6, Струмица, што е нормално е најблиско до нас, 4,8 денари, Кичево, Прилеп 2,7 денари. Значи, со енормно едностранно зголемување на цена на сирова вода е дојдено до овој долг. За ваша информација, од 9 месец 2013 година, заклучно со 9 месец 2016 година, од сметка и по сите други основи, од страна на ЈП Водовод, кон водостопанство Липковско-Кумановско поле се исплатени 91.150.000 денари. Во претходен период 2010, 2011, 2012 година до 9 месец 2013 вкупно се исплатени околу 27 милиони денари. Значи ние без разлика на ваква висока цена на сирова вода се обидуваме во рамки на наши можности да одговориме на Кумановско-Липковско поле
со една единствена цел, да не се доведе во прашање водоснабдување на град Куманово. Како, зошто и на кој начин се искористени овие средства од страна на Кумановско-Липковско поле, значи ние во тоа не навлегуваме. Господин Стојковски рече дека речиси за 4, за прека 5 денари се зголемила цената на водата од она што тие како предпријатија го планирале и дека е едностран договор. Меѓутоа, кумановската јавност е сведок на овие, да кажеме, недоразбирања, не би ги нарекле препукувања, се провлекуваат со години наназад и со претходната гарнитура на јавното предпријатие Водовод. Дали имавте исклучено договор во влада на Република Македонија со тогашниот министер за земјоделство, кој што е повикан за овие две предпријатија, па се формираше вакво предпријатие, дури имаше и одредени информации дека се формирано токму за да се воведе некоја единечна цена на чинење на водата во Македонија. Дали се размислувало на тој план и дали е тоа причината? Во ред е излагањето на директорот и оправдувањата кои ги изнесува, кои се причините за тешкото работење на ЈП Водовод Куманово. Морам да истакнам дека претходното водостопанство Куманово беше ликвидирано од страна на влада на Република Македонија, распишана ликвидација и беше формирано ново предпријатие Кумановско-Липковско поле. Ликвидацијата се изврши од страна на тогашниот премиер Бучковски. Владата покасно која дојде од Никола Груевски премиерот беше формира ново водостопанство Кумановско-Липковско поле, каде системите кои беа под користење на старото водостопанство со договор ги пренесе на корисничките права на новото водостопанство и ја подпомогна првичната работа со 12 милиона денари. Значи, водостопанство беше формирано за да управува со хидросистемите и со речните сливови на територија на дејствување на овие 5 општини. Водостопанство работи согласно основен закон, закон за водостопанство, закон за води и закон за заштита на животна средина. Ние во текот на нашето работење само го следевме она што ни го даваше законот, односно согласно методологија и согласно правните рамки, носевме одлуки, се со цел да овозможиме да создадеме функционално водостопанско предпријатие кое ќе управува со тие хидросистеми, ќе ја намали загубата на вода, ќе обезбеди средства за нормално функционирање и за санирање на помалите дефекти. Поголемите дефекти и поголемите инвестиции со програми и проекти кои ги изработувавме, ги побаравме помош од влада на Република Македонија преку соодветно министерство, тоа е Министерство за земјоделие. Така да континуирано водостопанство беше поддржувано со низ за програми, а ние самите кои да управува со и менаџира со подружница Кумановско-Липковско поле сега ќе мора да обезбеди средства нужно потребни за работа на ова подружница. Значи тие пари се добиваат согласно методологија која е донесена 2009 година, односно 2004 година. Кога е преземено? Кога е преземено, 2009 е формирано новото водостопанство, значи таа методологија важи за сите водостопански предпријатија. Забуната околу дали некој ја зголемил цената. Да, затоа што значи, господин Стојковски оваа цена е потврдена и донесена сега во овие услови во новото АД водостопанство на Република Македонија од влада на Република Македонија. Има излезено во службен весник. И таа е цена нужно потребна за да функционира водостопанство. Сето друго, доколку водостопанство има можности да остварува дополнителни приходи од други дејности, тоа би го направил. Меѓутоа, за нормално функционирање на водостопанство се потребни тие средства. Ние не извршивме енормно вработување па да го зголемиме делот на обврските за плаќање на исплата на плати и доприноси, туку се обидувавме да економично и рентабилно во рамките на оние можности. Главен фокус беше ставен да управуваме со тој воден ресурс, да во летните периоди кога има потреба комунално предпријатие, доставиме толку вода колку што е потребно. Морам да кажам дека не бевме секогаш искрено сваќани и разбирани од самото комунално предпријатие, а наша обврска од друга страна беше склучените договори со самите земјоделци да ги почитуваме. Моравме во исто време, бидејќи е тој склоп од системи цевководи повржан нужно во себе и доколку се користи од земјоделците, нормално е дека таа вода се повлекува на таа страна. Ние имавме подпишано договори согласно законот за водостопанство и моравме да
испорачуваме таму вода на самите земјоделци. Тоа се одразуваше на дотурот на вода до комунално предпријатие. Од друга страна пак таму бевме подразбирани дека тоа намерно го правивме, а ние имавме правна рамка до врска да ги снабдуваме. Таков договор немаме подпишано со комунално предпријатие Водовод Куманово, што морам да кажам дека е и наша законска обврска како и обврска на самото предпријатие Водовод Куманово. Зошто не подпишате тој правен договор? Зошто и двајцата не подпишате и нели подпишавте веќе договор она што беше промовирано во националните медиуми? Конечно се реши водоснабдувањето. Тоа, не знам, пред 2 години беше некаде. Во Македонија се формила регулаторно тело за цена на вода. Регулаторно тело за цена на вода се формира затоа што консултантите од страна на Европска унија, кои што вложуваат средства пред се во екологија и во водоснабдување, увидува дека во Македонија има јавни предпријатија врз кои што апсолутно никој нема контрол. Јавни предпријатија sui generis, кои што исклучиво се водат согласно закон за водостопанство и кои што одговараат единствено пред нивниот управен одбор. ЈП Водовод, вие ги следите седниците на Совет на општина Куманово, прво дава финансиски извештај пред управен одбор, а потоа тој финансиски извештај оди на оценување пред Совет на општина Куманово, односно на увид на сите граѓани на Куманово. Кај овие водостопански предпријатија кои што се сега буквално укинати, такво нешто не постоеше. Значи даваат само извештај до нивен управен одбор и тука се завршува се. Поради ова, значи влезено е во програма на реформи на систем на водоснабдување пред се и одведување на урбани отпадни води, во кој што ЈП Водовод Куманово е пилот предпријатие, поради тоа и ова ви го зборувам затоа што сме комплетно вклучени. Зборите за ИПА проектот што да, сега ИПА проектот, значи кој што не, ова е сосема друго. Значи реформи во водоснабдување во Република Македонија. И затоа е формирано АД Водостопанство во државна сопственост, која што ќе мора да направи методологија која што досега ја нема за утврдување на цена на сирова вода. Па таа методологија да биде потврдена од страна на регулаторно тело, па дури тогаш да може таа цена да се испорачува према крајниот корисник. Го спомнавте договорот што го имавме пред минатата година. Значи бевме, можете да отворите сајт на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, кај министерот Цветков тогашен, значи председател на Совет и еден пратеник се надам Максим Димитриевски, градоначалник на општина Куманово Зоран Дамјановски, пратеник од Коалицијата за подобра Македонија Зоран Георгиевски, еден пратеник од ДУИ, представници на двете предпријатија, во кој што можете значи ова одговорно тврдам да го проверите веднаш на сајт на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство 14 јули 2014 година, каде што јасно стои предпријатијата во присуство на сите овие, значи што ги авторитети што ги спомнав, се договорија да склучат договор по цена од 4,8 денари. Договорот важеше додека не излеговме од Министерство за шумарство и водостопанство. Штом дојдовме во Куманово, договорот престана да важи. Се надевам, јас сум сигурен дека Филип бил во тој период под притисок, политички, така натаму, не можеме за жал да побегнеме од сите овие работи. Еве сега имаме ново водостопанство. Се надевам дека колегите од Кумановско водостопанство, Кумановско-Липковско поле пред се ќе бидат кумановци, па после се друго и ќе се најде конечно заеднички јазик за да овој проблем биде решен. Као што веќе покажавме ова лето дека можеме да го решиме. Така. Имате да одговорите, значи беше склучен тогаш договор, меѓутоа од друга страна вие она што го изнесовте и пред медиумите во тој период е дека не е потпишан на хартија, туку дека станува спор за некој вид усмен договор. Колку што да разбрахме тогаш, дали уште стоите? Со дел од авторитетите политички и институционални луѓе задолжени, одговорни за оваа проблематика, се одржа тој состанок и беше разговарано начелно за пуштање на водата под цевководите во тој период. Тоа беше приоритет. Покрај тој период што беше приоритет пуштање на вода под цевководот, стана збори за цената. Водостопанство во низа наврати, директорот може да провери во архивата на Водовод Куманово, има доставувано договори, предлог договори по различни цени, од 3,8 до 4,2 денари до 4,6 денари. Значи, континуирано тие договори беа одбивани. Значи, јас гарантирам дека од страна на водостопанство беше понудуван договор и од мојот предходниот менаџер континуирано
секој обид од страна на водостопанство да се потпише договор е одбиван од страна на представници на менаџерскиот тим на Водовод Куманово. Зошто го прават тоа и ги доведуваат граѓаните во заложништво, самите треба да одговорат на тоа прашање. Водостопанство има обврска да менаџира со тие хидросистеми, да ја чува водата по приоритет за комуналните предпријатија, каде што се користи за човекот, за индустријските и за земјоделските површини. Но испорачува вода, согласно закон, единствено со потпишан договор. Во тој договор законот јасно укажува дека се дефинира количина, периодот, динамика на испорака на вода и количина на вода која водостопанство мора да ја чува за комунално предпријатие како приоритет. Таков договор се одбива да се потпише. Зошто се одбива, треба да даде одговор раководството и менаџерскиот тим на Водовод Куманово. Образложението дека цената од 1 или 2 денари е пресудна и клучна за потпишување на договор не држи, бидејќи водостопанство во минатото, односно Водовод Куманово, контестирајќи ја самата цена и методологијата по која се донесува оваа цена, поведуваше управни постапки, спорови на соодветни институции и судовите носеа одлуки кои водостопанство покасно ја потврдува работата на водостопанско предпријатие, тогашно водостопанство Кумановско Липковско поле. Значи сето ова што јас го зборувам и директорот на Водовод знае дека е потврдено од надлежна соодветна институција во однос на почитување на самата методологија која е донесена далечната 2004-2005 година, почитување на тој закон за водостопанство и ние како водостопанство немаме прекршено нити една законска регулатива во тој поглед. Тоа го докажуваме со самите одлуки и решенија од самиот суд и со почитување на тие решенија. За жал, менаџерскиот тим не ги почитува тие одлуки. Дури има и записник од комунален инспектор каде што се обврзува да обезбеди вода за граѓаните на општина Куманово. Таа вода може да ја обезбеди од водостопанство Кумановско Липовско поле, доколку има можност може да бара и други алтернативни начини од каде би можело да се. Доколку не постои можност, разумно и рационално е да се потпише договор со Кумановско Липовско поле. Јас не знам што повеќе како менаџерски тим, штитејќи ги интересите на граѓаните на Куманово, на земјоделците, на комунално предпријатие, би можеле да направиме во поглед на менаџирање и на носење на потврдување на сите наши одлуки и решенија преку надлежни институции. Имате ли зошто одбивате да се потпише овој договор? Дали уште останувате на оној став дека останатите градови плаќаат поевтино? Тоа не е став. Значи тоа се екзактни податоци од кои што нема бегање. Добро, постои ли некои поскапи инвестиции ќе се навратиме на вашиот одговор, поскапи инвестиции во однос на доведување на водата од хидросистемите Липково и Глажня, да кажеме во пример како што е да кажеме соседен град Крива Паланка, кој што и нема некоја инвестиција реално кога се зборува за доведување вода, барем она што го имате вие дискутирано. Значи сигурно дека за секој проблем постои решение. Треба реално да се седне на маса и да се разговара. Сега не е тука градоначалникот, ќе го спомнам, нека ми прости. Имаше години наназад ветување дека ќе се направи стратегија, студија за истражување за можни начини за снабдување на Куманово со вода, колку е тоа економично и исплатливо да со пумпи се доведува вода до филтер станица, колку ќе ги чини граѓаните. Такво нешто по моје сознание уште нема направено. Чи за жал општината во минатото и претходниот градоначалник направија низа потези и обезбедија два алтернативни бунари со кои во услови кога господинот Комачи во услови кога има намален дотур на вода од акумулации Липково и Глажња, ќе се прави дотур од тие алтернативни бунари. Со таа динамика не се продолжи. Чи самата општина треба да се согледа можностите да направи испитување по моје видување за да каже доколку е прекината или нема можности на дотур на вода од тие акумулации, имаме можност за снабдување од тие извори. И тоа е нешто што е рационално и разумно. Да не бидеме оставени само на снабдување на вода од овие две акумулации. Во однос на излагањето дека цената на вода ќе биде унитаризирана на национално, државно ниво, тоа не држи затоа што доколку се донесе одлука таква, ќе се уништат постојните хидросистеми или плаќањето минимално на вода
во едни градови каде што нема големи трошоци, ќе мора да се компензира со оние кои што имаме, да, колку што знам, Охрид, општина Охрид има највисока цена на услуга на дистрибуција на вода до граѓаните. Тоа затоа што таков е сам приликите на тој систем се такви. Ние имаме можност, имаме услови да користиме како водостопанство наводнување преку гравитација. Сите оние општини, една споредба само на услуга на дистрибуција на вода до земјоделците. Ако доколку кај нас чини 7.000 денари наводнување на 1 хектар земјиште, во Валандово таа површина чини 28.000 денари. Значи тоа е 7.000 и 28.000 денари. Тоа е затоа што се упумпува преку пумпи, 2 пати поминува и плаќањето на електрична енергија чини пари. Тоа го знае и директорот на водовод, бидејќи таа вода која ја упумпуваат од двата алтернативни извора чини сигурно веројатно поскапа количина, така, повеќе средства. Чини повеќе средства. Што не сме дадовте звар. Значи моментално се прават хидрогеолошки испитувања на 3 локации во општина и во близина на општина Куманово за алтернативни избори за вода и во тек е проект за изработка на уште една брана ВКФ. Али тоа е, значи, проектот е во фаза на изработка, значи се права физибилити студија, да не зборуваме за тоа, значи додека немаме некој конкретен податок. Тоа го прави општината или го прави и општината? Општината. Значи општина Куманово прави хидрогеолошки лаборати и физибилити студија за браната ВКФ. Околу договорите. Значи јас дојдов за раководител во ЈП Водовод Куманово 9 месеци 2013 година. Веднаш седавме со колегите од Кумановско-Липковско поле и договоривме цена од 4,8 денари 12 месец 2013 година. Значи и вие сметате дека таа 2,2 претходно што рековте нема да ги задоволи основните потреби нивни, да кажеме? Не е поента дали ќе ги задоволи, нема да ги задоволи. Немаше простор за разговор, не сакавме веќе да правиме трошкови судски, извршни и така понатоми, и се сложивме да ќе имаме цена 4,8 што ние понудивте. Првата фактура што стигна први месец 2014 година веќе беше 6,7 денари. Значи апсолутно не држање до договореното. Да ви кажам најскрено, размислов. Подпишавте договор тогаш? Не, затоа што беше договорено 4,8 денари, ни понудија 6,7. Значи сите анализи кои што ги правевме внатре во ЈП Водовод, апсолутно тонење максимално на финансиски план на ЈП Водовод ако се потпише по цена 6,7 денари, затоа што овдека не правиме муабет за кило јаболки, него за милиони кубни метри вода кои што после треба да се преработат. Значи во Скопје дури не ја ни преработуваат водата, само хлор ставаат и толку. Значи ние ја преработуваме во наша фабрика за вода, популарна филтерница, каде што имаме потреба, значи, бидејќи добиваме вода 3 и 4 категорија, натриум хипохлорид, хлор и така понатаму, да не навлегуваме хемијатски средства, за да добиеме конечен производ кој што можеме да им го понудиме на граѓаните. Значи, да ви кажам најскрено, размислував зошто е ваков однос на Кумановско-Липковско поле према водомот и према не само од актуелно раководство, него и претходно, и одговорот го најдов во една книга на Меша Селимовиќ. Знакови поред пат, топло ви ја препорачувам да ја прочитате. Меша Селимовиќ вели дека има неколку пороци и ги набројува кои се алкохол, дрога, коцка и власт, кои што го прозимаат човекот низ негово постоење. Од првите 3 некако може да се ослободи. Од четвртиот, од власта, апсолутно нема ослободување, затоа што поради власт се убива, се гине и се поставува прашање што е тоа во власта што ги тера луѓето да се однесуваат така. Тоа е моќта. Поради моќ која што го обзема човекот, се доаѓаме до ситуација и да се затегнува вода на град од 120.000 луѓе. Немавме можност на друг начин како да го решиме проблемот во летните периоди. Ние поведовме и постапка. Значи, пријавивме до МВР дека има затегнување на дотур на вода до филтер станица. Немате поим каков беше одговорот од Кумановско-Липковско поле кога им се јави инспекторите да побараат информација. Околу судските пресуди. Меѓутоа судските пресуди ќе ги стави нив, значи судските пресуди, значи судот воопшто нема навлезено
во содржина на проблемот. Во статут на Кумановско-Липковско поле стои дека мора да има представник и од предпријатието кој што е најголем корисник на вода. Значи ние користиме околу 10 милиони до 12 милиона кубика на годишно ниво. Овие што ги спомна земјоделците, царевка, жито и така понатаму се минорни. Значи нашиот ниту еден глас не се слуша за да кажеме што и како мислиме за оваа цена на вода што произволно се одредува од нивна страна. И уште еден аспект. Слушнав, а гаранти сите ви прочитав на кој начин и решаваат нашите суди. Се надевам дека на 12 декември ќе има комплетна реорганизација на судството, па тогаш можеме да зборуваме емисија, и на тогаш тој можете начин, и како а вака представници на различити од политички тефтерот партии. на почитуваната Гордана Јанкуловска судијата апсолутно не се мерило што и како. Значи ќе ве викнеме понатаму, Благодарам. ќе имате простор како представници на овде сте менаџери и раководители, раководни лица. Предпријатијата на не се двете издвоени од предпријатија. политички и економски живот на овој град. И не може да се издвојат. Затоа што политика креира и економија. Едното со друго е зависно. Како што покажува овој пример со вода. Не го подпишавте договорот на 4,8 затоа што претходно објаснивте дека за ваше рентабилно работење е 6,7 потребно. Не, ние понудуваме договор, значи водостопанство понудува договор до водовод Куманово, бидејќи не е успеано да се дојде до договор. На крајот на почетокот на година, на крајот на една, за почеток на друга се носи согласно тогашниот закон цена за наредна година согласно количините и потрошувачката кај корисниците и договорот се доставува до потпишување до комунално предпријатие. Водостопанство тоа го правеше и со индивидуални земјоделци кои има обврска исто да потпиша договор. Оние земјоделци кои потпишаа договор, ние имавме обврска да им испорачаме вода и доколку тоа не го направивме, ќе имавме отпочнување на судска постапка. Значи, тоа го дефинира законот и се обидувавме нашето работење да го следиме законот. Затоа почитуваниот директор, како што кажува, не е влезено во суштина на проблемот. Раководењето на водостопанство е согласно постојните закони. Јас не можам и согласно постојната методологија. Јас не ги носам тие закони, таа методологија, ги носи некој друг, а моја обврска како менаџер е да спроведувам работа на водостопанство согласно тој закон и да се борам за функционално водостопанство Кумановско-Липковско поле и другите општини. Како во делот на самото искористување и потрошувачка на вода, така и во делот на обнова на старите системи кои реално се стари, како во водостопанство, така и во водовод Куманово. Јас нема да влегувам во политиката кој ги креира и колку е на власт. Мислам дека 70 години во Куманово една политичка провиненција од ослободување 45-та година наваму е на власт и одредена на група на луѓе проектирале, изградиле хидросистеми, изградиле брани и зафати. Општината е раководена од таа политичка провиненција. За жал, не сакам политички димензии да зазема ова. Имале можност да направат студија, стратегија, да ја стават таа стратегија пред влада на Република Македонија, да бараат поддржување и имплементација, реализација. За жал, тоа не е направено. Нема проекти за водоснабдување на Пчиња, на Романовци, на Љубодра, Куминдул, Ново село. Колку од деловите кои се офатени, цената која се донесува со методологија, директорот знае дека согласно закони таму неколку има за утврдување на висина на цена и закон за снабдување со вода на граѓаните, на комунални предпријатија, има можност и обврска да носи цена. Водовод Куманово, јас не сакам да дискутирам за одлуките и решенија кои ги носеа тие. Направија прочистителна станица. За изграда на таа станица не ги прашаа граѓаните и не им објаснија дека ќе треба дополнително да се зголеми прочистувањето на фекалната канализација. Тоа не им е кажано на граѓаните. Покасно у низа наврати цената на таа услуга беше покачувана, па дури сега е покачена на 10 денари прочистување и 6 денари канализирање на таа фекална канализација. Од технички аспект невозможно е да се одели атмосферска и фекална канализација, така да самото предпријатие водовод реално, не директорот бидејќи е тој, се соочува со проблеми од технички аспект, меѓутоа тоа се прави во реални студии
кои реално може да се спроведат и да функционираат. Што сме ние видноми како водостопанство Кумановско Липковско поле, што е изградена таа пречистителна станица или па граѓаните кои во одредени делови на општина Куманово и немаат канализациона фекална канализациона мрежа, а плаќаат и за канализирање и за ова. Значи тоа се општината која е раководена 24-25 години од таа провиниенција имала можност да отпочне со некои проекти. За жал, последниве години сме сведоци на реализација на изработка на проекти за санација на одредени канализациони мрежи. Претходно тоа не се работело. Така. Воопшто 20 на години, освен Ковачевски што има неколку алтернативните бунари и ова прочистителна станица. Видење и проекција за појаснување на граѓаните. Пречистителна станица е изградена со средства од Европска банка. Не е изградена со средства на граѓаните, како што е изградена граната Липково и Блања Глажња, кои што се меѓу 4 брани кои што се во алармантна состојба. Може да ви потврди, значи Филиповски, случајно го видов тој извештај за состојба на брани во Македонија. Значи изградена е со средства од Европска банка и врз основа на ова пречистителна станица ние добивме сега проект вреден 4,5 милиони евра за канализација во Куманово. Значи замена и изградба на нова канализациона мрежа во град Куманово 4,5 милиони евра, околу 22 километри. Значи за овие ИПА средства, пак се европски средства, можевме да конкурираме само ние и општина Берово, затоа што само овие две општини имаат пречистителни станици. Европската нова европска алтернатива и насоки и декларации и директиви за работа и за пласирање на средства во југоисточна Европа, пред се, значи Балкан, исклучиво бара постоење на пречистителна станица да би можела да се гради канализациона мрежа. Прашањето за што го мора да потенцираме дека навистина чини одржувањето на апсолутно чини, значи и регулаторна комисија која што ќе се формира без разлика дали сакал некој или не сакал, таа веќе е формирана. Значи поради тој ќе утврдува цена по граѓанин за прочистување, за одведување на урпадни и отпадни води, но и за цена на сирова вода. Кога веќе ги спомнавме, значи Пчиња и Романовце, само ми потврдите некои работи за кои што претходно претпоставав. Значи ЈП Водовод има аплицирано за средства од 1.700.000 евра, средства од Европска инвестициона банка. Значи не Европска банка, Европска инвестициона банка. Одобрен проекат од 14 јули 2014 година. Мислам дека го носам мејлот, кој што може да видите и сами дека е потврдено, значи дека овие средства кои што проектот се вика замена на водомери во инсталација на нови водомери во водоснабдителен систем на општина Куманово. Значи проект одобрен од страна на Европска инвестициона банка, кој што чекаше имплементација. На потпишане, значи, договор со Министерство за транспорт и врски, од страна на Европска инвестициона банка, за имплементација на овој проекат, вкупно за општина Куманово беа определени 3.700.000 евра, од кои што ЈП Водовод, значи, аплицираше со 1.700.000 евра. По потпишување на договор, одеднаш доаѓа до блокирање. Се обидуваме на секој можен начин да дојдеме до податок зошто се блокираат овие средства. Ќе кажете политика, не е политика, ова е вистина. Кажано ни е јасно и гласно. Додека не направите проект за Пчиња и за Романовци, што ги спомна Филип, нема шанси да ги добиете овие средства од Европска, значи, инвестициона банка. Влеговме во проект за Пчиња и Романовци. Првин не ни беше јасно зошто Пчиња и Романовци, сега веќе ми се разјаснува. Значи, за жал, некој политички авторитет си има појавено и во Пчиња и во Романовци, што ви е потребно на вас, на нас не е потребна вода, на нас не е потребна канализација. Романовци се работи за канализација. Тоа се види реални потреби. Апсолутно. Значи, направивме хидрогеолошки испитувања прво. Значи, таму никој не прашал каква е ситуација со вода, што е, дали може да се користи таа вода, кој е, значи, литри во секунди и така натаму и така натаму. И дојдовме до податок дека
во Пчиња има 0,02 литра во секунда. Тоа се капки. Не само што има 0,02 литра во секунда, него квалитетот на водата што има во Пчиња апсолутно, значи, не одговара на било кој норматив за да може таа вода да биде искористена за пиење. За Романовци, као што веќе кажав, исклучиво се бара да има крајен реципиент. Во овој случај, во Романовци канализација треба, значи, да се улива во некој дол. Нема пречистителна станица, што бара, значи, Европска инвестициона банка исклучиво да има пречистителна станица за да може некаде да се гради. Него исклучиво се работи, нели, за лични желби на поединци за добивање на ефтини политички поени со форсирање на идејата дека еве ние сакаме демек, а некој друг не сака. Ова, дозволете, само за зашто се пречистителни работи. станици имаше уште еден проект кој е општински, кој што не се реализираше за мини пречистителни станици, токму во не Романовци. се реализираше затоа што Влада на Република Македонија не даде фискална гаранција на општина Куманово за да може 24 локации во близина на општина Куманово да бидат опфатени со мини пречистителни станици. Значи, она што е посебно специфично и затоа еве го. Значи, ќе ми дозволите. Еве го мейлот. Ќе го прочитам и за ваша информација, за информација на вашите гледачи. Почитувам, ви известувам дека проектот замена инсталација на водомер и нивна интеграција во систем за далечинско очистување во системот на водоснабдување на општина Куманово е одобрен од страна на Европска инвестициона банка. Следи подготовка на тендерска документација од страна на консултанти. Мейлот е платен јули 14 2014 година. Можете да проверите, да не правиме што би рекол Шојич да зумбираме. Во ред е, меѓутоа, дозволете, значи што се веруваме, се разбира дека веруваме. Понатаму. Овие средства од Европска инвестициона банка се распределени со одлука на општина Куманово. Еве одлуката на општина Куманово, ќе е подпишана од тогашниот председател на Совет на општина Куманово Виктор Цветковски. Ќе дозволите да ја прочитам и оваа. Со оваа одлука Совет на општина Куманово, во кој што, значи, партиципираат и од СДСМ и од ВМРО представници на граѓани, не на политички партии, значи кои се таму, мислам дека работат за интереси на град Куманово. Значи, одлука за распределение на средства согласно договор заем на водоснабдување и одведување на урбани отпадни води, кој што гласи овие, слушайте сега: фекална канализација за улица 601 и 620, растеретување на фекална канализација во населба Бедиње, фекална канализација железничка станица дело Черкезе, фекална канализација Никола Тесла, фекална канализација Крак Кони во село Гојно Којнере, местна заедница Игор Тричковиќ, местна заедница Ајдучка Чешма, фекален колектор Речица, фекална канализација село Тромеѓа, водоводна мрежа село Градиште, водоводна мрежа село Лопате, водоводна мрежа село Режановце, водоводна мрежа спојот село Љубодрак до село Черкезе. Никаде во ова одлука на општина Куманово не се спомнуваат за жал Пчиња и Романовци. Значи, некој на своја рака, вон сите правни регулативи за добивање на лични и за жал политички поени, ги држи во заложништво не само луѓето во овие крајви кај што треба да се изгради согласно одлука, а се ветени пари на сосема друга страна. Сега господин Филиповски веќе мора да апсолутно ќе имаме простор, мислам. Ќе мора да бидејќи привршува емисијата, не можам да ви поставам прашање кои што се од интерес за нашите граѓани и вашите предпријатија. За квалитет на вода во Пчиња, ќе ви го оставам ако сакате за дека не апсолутно, не соодветствува со потребите. Не соодветствува со ниту еден правен норматив. Имате ли вие поинакви документи со кои ќе соодветствува правен? Дека колегата 2014 година презема активности. И веројатно е добиено и презема иницијативи и самото раководство во општина кое е задолжено да проектира и да иницира студии и стратегии за целосна опфатеност на општината со нужно потребни инфраструктурни објекти и инвестиции. Несомнено е дека колегата презема активности, меѓутоа сето тоа никогаш не е доцна, меѓутоа задоцнато е од страна на општината. И Советот и општината не дозволиво е во ова време да немаме дотур на вода до граѓанинот, до човекот, да немаме фекална канализација и да кажеме за сето тоа дека нема можности. Фокус
на самиот совет на општина Куманово, фокус на општината на градоначалникот треба да е елементарни услови. Водоснабдување, одведување на отпадни води, изработка на студии, стратегии и проекти за сето тоа. Ве уверувам дека од моја страна, познавајќи ги граѓаните, бидејќи Пчиња и Романовци се опфатени со системот за наводнување, па имаме контакт со тие граѓани. Револтот е огромен. Во село Романовци има еден дол низ кој и сега во ова време фекалиите и одводната вода тече. Тоа е недозволиво. Сепак мораме да бидеме реално да ги согледаме потребите на граѓаните и соодветно да изготвиме програми и проекти и да бараме имплементација. И да кажеме да, ние согласно постојна законска регулатива изготвиме проектна документација, таа се наоѓа у Министерство за транспорт и врски или Министерство за финансии и тука е кочницата. Такво нешто не постои, за жал. Значи, повторно ќе укажам, недоволно општината нема сектори, органи и тела кои ќе ги осознајат потребите на граѓаните, реално ќе изработат студии и проекти и ќе им овозможат на тие жители, на тие граѓани таму во тие населени места да живеат реално. Ако ги спомнеме Љубо Дракумидол и Ново село, нивните и Речица, односно Режановце, бунарите се загадени бидејќи во Режановци имаме површински води, така се загадени на многу ниско од самите септички јами се загадени самите бунари. Значи недозволиво е Пчиња, селото Пчиња кое се наоѓа покрај река Пчиња, над него е и прочистителна станица, да тие граѓани немаат вода за пиење. Една работа е политиката, општината, советот, меѓутоа што и да се работи, сепак обврска е да за овие 3 мандата е градоначалникот да иницирал расправа, да донел стратегија како ќе се обезбеди, па еден дел од таа стратегија да се реализира. 20%, 30%. Тоа не е направено, за жал. Доколку има такво нешто, треба да се излези да се каже, да не е како директорот што имаат изработени проекти за санација, аплицирано, поддржано, и директно кажува, ние во овој временски период имаме толку и толку преку влада, преку ИПА компонента 2, преку соодветниот ви се на предпријатија реализација. Така да, такво нешто не постоело во минатото, не се работело и за жал резултатот е ова. Не може, неопростливо е и недозволиво е да немаме вода за пиење чиста. Сепак тие луѓе имаат дечиња таму, секој има обврска на своето семејство, на децата да им даде вода за пиење, да обезбеди одводна канализација, да спомнеме сега не е предмет на нашиот делокруг управување со отпад. Така. Значи тука мора да го заокружиме, јас навистина ова мора да се префрлиме на други теми кои што стана. Ќе имаме ли ние вода за пиење, дали има доволно количина на вода, ќе се префрлиме потоа кај вас, бидејќи вие како и ние граѓаните кои зависиме од токму од ова, дали има доволно вода, количина на и колку е? Водостопанство има обврска да ја акумулира водата и на корисниците кои потпишуваат договор, пак ќе кажам, у соодветен период ја дистрибуира. Имавме среќа што имавме поволна хидролошка состојба, така да дел од посевите на земјоделците кои бараат 2 пати наводнување немаше и потреба ова година да ги полеваат. Така и процентот на површините кои се наводнувани ова година е помал. Така да се надевам акумулациите од овие врнежи се полнат, се надеваме дека ние како водостопанство ќе направиме се да таа вода и системот е затворен согласно нашите правилници за работа. Вода дистрибуираме единствено кон водовод Куманово, кон индустриските капацитети, направивме конзервирање и во теке на останатиот дел што не е завршен на системот за наводнување. Индустрискиот вод е ставен во функција на дотурна вода, дополнителни количини по него до филтер станица и оваа количина не е бајпас. Тоа е индустријски вод кој преку втора гранка доаѓа до исклучување на делот на наводнување. Доаѓа до исклучување на наводнување и ставање во функција единствено на користење на услуга на дотурна вода до индустрија и до комунално предпријатие. И сега за сега водовод Куманово има доволно количина вода,
Акутно. смена линија со раководството на водовод, како во однос на доторна количини на вода и за други актуелни проблеми. За жал, пак ќе кажам, не е дефинирано, што е императив за граѓаните на Куманово и за водовод Куманово, да подпишеме договор кој за 10 години ќе обезбеди чување на количини на вода у тие акумулации и дистрибуција во периодите кога е најпотребна. Значи, дополнителни количини на вода се потребни, а доторот на тие дополнителни количини е поврзан со преку системот за наводнување. Така. Ќе имаме ли доволно вода за пиење, за снабдување? Имате мал, да кажем, имате мал проблем при наплата. Рековте дека се соочувате со тој проблем, дека неколку наврати изјавувате. Без разлика со проблемот на наплата, кажав, 51% се плаќа последна сметка, а на ниво на Република Македонија, значи просечна наплата на сметка за вода е дури 395 дена. Значи воглавно се доаѓа за жал. Се соочувате, сакате да кажете сите предпријатија од вашиот... Апсолутно. Значи ова е дел од еден систем на поручување на сите јавни предпријатија, 15 во Република Македонија, кои се соочуваат со овој проблем. Значи ние во изминатиот период извршивме репарација и набавка на нови пумпи и на филтер станица, и Бедиње, и Проевце, и сите количини на вода што ќе бидат доставени од страна на Водостопанство Кумановско-Липовско поле ќе бидат преработени и дистрибуирани до крајниот корисник, односно до граѓаните. Јас се благодарам и на двајцата. Мора да оставаме овде негде на пола, бидејќи по дел, да кажеме, искористивме за некои работи кои мислам дека не се ни во ваша ингеренција. Лично мислам дека не се во ваша ингеренција, но моја заложба како граѓанин на овој град е да вие подпишете договор, да имате некоја основа, да ги подобрите системите, да подобрите дистрибуцијата, да намалите загубите, се разбира. Апсолутно. Едно таква сугестија како граѓанин и се надевам дека нареден пат кога ќе викнеме ќе биде токму подпишување на договор без разлика како се договорат и каква методологија да донесат она што вие инсистирате дека сега работите по една. Ние би требало од 2004 тоа е веќе изостарена, мислам, методологија некоја. Така да се фокусираме на менаџирање на предпријатијата, да укажуваме до соодветните институции кои носат предлог закони за подобрување на работа и почитување на закони, тоа е наша обврска од оваа ниво. Така, ви благодарам. Вие да имате некоја крајна порака до некои до вашите колеги од водостопанство или до граѓаните? Се надеваме значи дека период на лоши односи меѓу двете предпријатија ќе биде завршен и дека во нареден период барем на овој план нема да има апсолутно никаков проблем, односно водоснабдување на град Куманово да биде нормално, како што личи на функционирање на 21 век. Така, како што беше оваа година, која што е навистина за поздравување без никакви проблеми со навистина одлични односи помеѓу двете предпријатија, барем така изгледа. Без разлика што немате подпишано договор. И на двајцата ви благодарам што одвоивте дел од времето. На граѓаните ви благодарам за довербата и останете со програмата на К3 телевизија.